Со докази кои речиси никако не можат да докажат дека обвинетите за организација на настаните од 27 април го организирале влезот во собранието. Обвинителката Вилма Русковска во судница неколку часа се обидуваше да докаже оваа теза. Таа како доказ изведе пораки на обвинетите Милјана Киевски и Спиро Ристовски со поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска, но нејасно е како тие пораки бија докажале тезата на обвинителството, со оглед на тоа што никаде не се споменува 27 април и некако влез во собранието, а плюс комуникацијата прикажана пред судот завршува дури еден месец пред настаните во собранието. Овие докази завршуваат заклучно со 28 март 2017 година. Тоа е момент кога воопшто не постои парламентарно мнозинство во собранието, тоа е момент кога воопшто не е започната продолжението на седницата и апсолутно не може да има никаква врска со самиот упад. Не слушнавме ниту еден збор за насилство, насилен протест, туку за било само евентуално говори кои што би биле и на тие протести. Покрај содржината на доказите за одбраната спорно е начинот на кој обвинителството дошло до нив, именно истите се побарани преку налог за вештачење на СЈО, кај лице кое воопшто нема лиценца за вештачење, односно не може да биде запишан како вештак во регистарот. Поради оваа причина одбраната побара да не се прифатат истите докази, што беше одбиено од страна на судот. Тамото обвинителство во текот на предпрезентирање и пред одлуката на судијата дали да се прифатат тие како дополнителни докази, прецизира дека не се работи за вештачење, дека се работи за извештај, а самиот сведок би рекол даде заклетва како вештак, а одбраната успеа да докаже дека тој не е вештак кој само да го призна. СМС пораките се однесуваат на комуникација меѓу обвинетите со Канчевска-Милевска, каде се предложуваат имиња кои би биле говорници на протестите, а се споменуваат видни актери, музичари, доктори, спортисти и други лица од јавниот живот. И самата Русковска не е сигурна дека овие докази може да докажат тезата на обвинителството. Па, ќе видиме што ќе се докаже. Мислам, видете, ние како обвинителство и одбраната сме странки во постапката. Што ќе смета судот и што ќе докажеме, ќе видиме. Инаку во случајот за организирање на влезот во собранието покрија на Киевски и Ристовски, обвинете се и поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски и екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски, како и Никола Груевски кој е азилант во Унгарија.